се плаќаат разни кампањи по медиуми, не знам, присуствувајте на петата поред геј парада, да живее љубовта, не знам или како беше оваа година, нешто дрски, бунтовни, нешто, како беше некоја глупа слоган, има некој идиотски, демек тоа е бунтовност, тоа е, мислам, како да ви кажам, Че Гевара, говна да јаде. Тоа што се прцаш у грс, али нема везе. Што сакав да кажам, значи, на крај тоа се вклучува во академскиот свет, станува дел од предавања, па ќе се отвори и не знам дел од некој универзитет као родови студии, па станува тоа и академски, како да кажам, академска тема на муабет, се пишуваат книги, студии, ова она, па после тоа се корумпираат големи организации, да ја тргне приказната од тема ненормалност, пример, ако до тогаш во психијатријата некоја одредена аберација сексуална била во категорија на ненормални, абнормални појави на кои што им треба третман, лечење, она, па сега таа светска здравствена, како се вика, под влијание на големи лобисти кои што фрлаат многу пари, ќе ја тргне од таа категорија на болести, па ќе ја прогласи за нормална. Како да ви кажам, таа метода измислена од Централната разузнавачка агенција во Америка или ЦИА функционира, е спроведувана кај нас во многу работи. Истата таа метода бевте изложени кога беше короната, потполно истата. У тоа време никој не ја негираше, или мене кој ќе ми каже седиш на ВЦ шолја и пишеш за вирусов од Фейсбук учиш. Не бе луѓе, ја учев за вируси у средна школа. Прашајте професорката Тања Милетич што сум имал цитологија на клетка. 2 или 3 години, не знам колку учевме тој предмет, 2 или 3 години учевме. Увек сум имал 5 кај неа. Ако е жива, се надевам дека е жива Тања Милетич, феноменална професорка и жена. И сега ти и у тоа време, значи, нормално, јас, пријатели мои од средна школа, 90% се лекари, стоматолози, фармацевти. А и со нив сме правиле муабет кога сме правили у тоа време кога беше исто короната, кога бевте изложени на таа силна пропаганда. Често пати седим и кажам, добро бе, седам со другар ми, гинеколог ли бил, ваков бил, онаков бил. Добро бе, че нели ти кога ќе прележиш одреден вирус она, ти организмот, те клетките го памтат на трапникот, па утре тој натрапник како нов сој може да влезе организмот, може да стави бркови, брада, да пушти коса ако бил келјав, ама те клетките не, овие антигени, те клетките ќе го препознаат. Ќе го препознаат у секој случај, ќе кажат, абе овој пред 6 месеци ми опсу мајка, ја му ебав матер, го избркав, сега дошол, стајал, залепил бркови брада, ама ја го познам тој истиот фраер, сега пак ја му еба матер. Па луѓе со прележан вирус па ве вакцинираат 3 пути, 5 пути, бустери, мустери. И што искочи на крај, како таа пропаганда да дојдеше, створи страв кај вас, не знам, паника, дај да се вакцинирам, па се сликавте по фейсбуци, не знам, и јас се вакцинирав, и Куров ми се вакцинира, и овој се вакцинира. Шо примавте, ајде, нема за тоа сега да правам увавет. Еве го, јапанскиот министер за надворешни работи Казимиро, како се викаше, у време на короната беше за надворешни. Еве, пред 10 дена, овие факт-чекериве кретениве кај нас можат слободно да ја проверат изјавата негова, пред да бапнат некоја забрана и да пишат не се проверени факти, а пред неколку дена. Прес имаше. Му се извини на јапонскиот народ за вакцините што му ги лупа, дека беа излажани, дека тој не беа вакцини. Еве ги, почна на видео да излегува вистината, како што и за оваа работа, за трансджендерство во еден ден ќе изведе за вистината на крај. Само што до тогаш многу курбан млади луѓе и вие као родители ќе поверувате на питата гомнарка што ја сервираат, нели, овие, и многу деца ќе отидат у аут психички, затоа што се знаеше порано. Кога ќе овој се искочиш од на мајка ти пичката, одма се гледа дали си машко или си женско. Тоа се вика пол, биологија, ви кажав, XY хромозоми. Го знаете тоа сите, од општо знаење.
Сега, човече, време ќе дое по желба, кој како се роди, ако има ваква, ако сака женско, само ќе му го исече на старт. Овај таклабасов, фуре го, продај го као женско, нема врска, ќе го продајаме као женско, ќе го блечеме, не знам како е ова. Родот бил лизгава категорија. Значи, лизгава. Тоа го правевме муабет. Значи, денес до вечер се осеќам машко, са бајле се будам, се осеќам женско. Или се осеќам као хрчак. Или као врапче. И сега дома моите, ако ја кажам денес сум врапче и почнам да колвам храна за папагали дома, и моите треба тоа да го гледаат и да кажат па окей, да онака баш тоа да рече окей, нормално се осеќа како врапче, почна да јаде храна за папагали. Но ние не гледаме тоа ништо чудно. До тој степен ќе ги доведат родителите овие пропаганди. Све што е секоја абнормалност дома кај своите деца, они ќе почнат и самите деца ќе почнат да ја доживуваат као најнормалност. Или она нова нормалност што почна да ја продаваат во короната. Порано, за такви работи, значи родители реагираа, ги носеа децата на психијатар и за многу помали работи реагираа, а да не зборам. Едвард Карлик, кој учев у аеродром, кој се пресели во аеродром 83 година, тогаш се отвори школото. 2100 ученици бевме, најмногу ученици у цела Југославија имаше у Карлик. Беше пренатрпано, ама ново големо школа. 3 смени сме оделе. И сега, у толку големо школа, пример, наша генерација, не знам колку класови бевме тоа, преку 250 деца бевме. У пример, пето оделение, да кажеме, 250 деца. Тие 250, двајца дали беа така малце нежнички, женскасти. За едниот од нив, знам пошо, беше јебига ова, не е битно. Да не кажам. Значи, заради тоа што беше, он се осеќаше као мушко, он беше машко, он не имаше проблем со тоа, само беше таков же. Па за тоа неговите го носеа у тоа време на психи, тоа не се знаеше нормално. Ние дознавме затоа што бевме на некој начин поблиски со нив и така. Па татко му плачеше, се жалеше, не му беше седно. Не го гледаше тоа као нормално. Зошто син му да е таков пример? Не дека не го сакал, окей, дечкото после порасна и стана и хомосексуалец и све, сега кој ќе да сетне, значи никогаш не се доведе себе у ситуација да се каже дали да се спосомнева дали е машко и сега да го сретнеш на улица, но да не спомнам. И сега машко или женско се осеќам? И ти речем, ти дал си нормален да машко се осеќам. Добро си стана овој хомосексуален, јеби ga, тоа се гледаше од мали нозе, ама како да ти кажам? Не знам, заплиснав со овој струја на мисли со ова со она, али е тоа толку забележително, толку приметливо, толку нападно. Вие 10 дена зборите за факинг алжирска на боксер или боксерка, кој куре појма неам да ти. А многу е просто. Систематски преглед напри, не мора ни крв да изимаш, ни ова, ни прегледи, некои лабораториски, ни вамо, ни тамо. Викни тамо, совлечи гајките, еве шо си, многу е просто, кај отиде на луѓе во светов, кај отиде. Ако толку не му веруваш на погледот, нели вика, никогаш ни на очите свој не вери, верувај, кој ќе совлече гајките, тој алжирот, што ти гледа, жирка шо курлие, пап за јајца фати го, опипај ги добро, таман ќе провериш тука ли се, нели се тука, може шетаат и кај него, тој кај неа, гледаш кој е лудило, него, неа, тој, таа. У таа шизофренија не доведоа да живееме и да размислуваме и да дебатираме. Тој, таа, она, тоа, Евровизија, више нема ни тој ни таа, имаш тоа. Тоа. Еј, тоа. Во
Во јапанските сум ми кажал, во јапанските кинески хорор приказни имаат феноменални. Секогаш чудовиштето кој се појавува не се нарекува ни јети, ни мети, ни не знам, не е битно, но се нарекува секогаш тоа, чудовиштето кој се појави. Тоа. Овие така сега на Евровизија се изнесно. Тоа. Тоа? Тоа, кога е тоа вие знаете од каде доаѓа. Тоа се демонски категории. Не случајно јапанците пред 500 години у своите приказни, хорор приказни, тоа чудовиштето од хтонскиот свет, од светот на демоните го нарекувале тоа. Не смееле ни име да му дадат за да не влезе името во нив, за да не ги опседне ѓаволот. Затоа го викале тоа, не му го спомнувале ни името. Тоа се овие, тоа. Ај, пичку матерно, многу јадам говно, значи многу се нервирам вака кој јадам говно. И треба тоа да го вратите на систематски, сите кој една убава медицинска сестра за јајца да ги опипува мушките и тогаш ниеден нема да застрани. Ја да ви кажам, тоа ќе се местат па у редот, кој јас што сум се местел, па да бидат опипани за јајцата. И после нормално си сакаш машко, си сакаш жени, нема да застраниш никогаш. Ај чао, пичку матер, јадам го.